Отвараме тема. Влијанието на насилството врз младите во спортот. Анализираме со професор доктор Ленча Алексовска-Величковска, спортски психолог, и професор доктор Иван Анастасовски, социологија на спорт. Во фокус ставаме една тема која што ја потреса спортската јавност, не само спортската, чинам сите. Тоа беше масовната тепачка на младинскиот фудбалски надпревар помеѓу екипите на Брегалница и Шкопје. Овој настан кој отвара сериозни прашања за психолошкото здравје на младите спортисти, но и за општествените фактори што доведуваат до насилство. Со нас во студиото има двајца врвни експерти, професор доктор Ленча Алексовска-Величковска, добро утро, и професор доктор Иван Анастасовски, двајцата од ФФОСЗ, краткото име на факултетот кој што треба да ги продуцира чинителите на спортот. Професорке Алексовска, со вас ќе започнеме, ќе бидете джентлмен кон дамата, како спортски психолог. Што е првото нешто што младите спортисти кои што сведочеле и оние кои што биле учесници во тепачката го чувствуваат? Навистина ова се немили настани и не е добро ни за родителите, ни за децата и воопшто за спортската фела, затоа што како што знаеме, спортот треба да посочи еден ферплей, една борбеност, потикнување помеѓу децата, едни здрави особини. Сите деца, кога ова ќе го слушнат, особено во овој период во пубертетот, јас претпоставувам дека никој нема да го поддржи овој настан. Сите тие чувствуваат едно чувство на несигурност, чувство на губење на самопочита, чувство на губење на оние сите вредности за кои што се залага спортот и оние сите вредности, олимписки вредности, и затоа уште од најмала возраст мора да почне да се работи за создавање на деца со вакви карактеристики, за да на крај спортот победи, а не да се развиваат такви агресивни однесувања, бидејќи агресивноста сама по себе е црта на личноста, односно најпрво се појавува како состојба, а доколку таа постојано се храни, може да настане и црта на личност, да биде тоа негова особина. И секогаш прашањето доаѓа од каде потекнуваат вакви настани, зошто вакви настани се случуваат, поготово во спортот, кога сите го гледаме како една светла точка. Секогаш на прво место е семејството, родителите, потоа тренерите, сите оние агенции на социјализација и нормално на крај општеството и спортската култура. Состојби како траума, стрес и анксиозност не треба да бидат дел од спортските надпревари. Не треба да бидат дел од младите спортисти. Верувам дека оние токму за тие кои што ве прашав, учесниците во тепачката и оние кои што биле на трибините, верувам дека сите го чувствуваат помалку тој стрес, таа траума, анксиозност, да, и страв. Да. Видете, анксиозноста што се чувствува, ќе се чувствува веќе на следните надпревари, на следните настани. Некое исчекување, дали ќе биде, дали може повторно да се појави и слично. Меѓутоа, овдека имаме директна појава и тука се појавува стравот кај сите. Затоа што веќе имаме страв со една конкретна појава, затоа што овдека имаме прво тепачка од родител, деца, масовна тепачка, каде што индивидуалниот ум премина во колективен ум. Знаете, тоа е карактеристика на една толпа. И таа анксиозност, тоа чувство на страв, исто така треба да се третира сега и во тие спортските клубови, и во индивидуално, и родителите, и сите оние возрастни што се покрај своите деца. Значи, тој трауматски синдром после овој настан исто така треба да се надмине и треба стручно да се надминува. Значи, во самите спортски клубови, веќе во спортските федерации, јас сум и директен учесник таму, постојано говориме на оваа тема, како и која возраст, што да очекуваме од тие деца. И ако кажеме дека 99% во сите тие книги, учебници пишува дека тоа е сериозна возраст од 15 до 18 години, каде што имаме една емоционална бура кај децата и дека дури во такви силни надпреварувачки ситуации може да се очекува не до овој степен, значи сето тоа треба претходно да се канализира. И кога ќе се канализира, тие ќе знаат како да се справуваат. Затоа што дали ќе победите или ќе изгубите, тоа не значи дека треба некој да настрада. Значи, тоа е една игра, една забава и тие треба така тоа да го сватат. И затоа всушност го промовираме ние спортот. Професоре, 2025 си заминува, четврт век од новиот милениум. Ние зборуваме за масовни тепачки и колективна свест потикната од индивидуална несвест.
Што е она што доведува до насилство на младинските надпревари? Спортската култура, општествените прилики, родителите, тренерите, учесниците? Ќе си замени 25-та, ќе дојде 26-та и ние ќе продолжиме да разговараме за овакви, за жал, немили теми кои се поврзани со една хумана дејност која што е спортот, од причини што настанот сега можеби ескалираше во една друга насока од проблемите со насилството во младинските. Говориме сега овде и професорката Ленча, исклучиво треба да се фокусираме на фудбалот, да бидеме реални, сега да ги абстрахираме другите колективни спортови, каде што немаме такви немили сцени, туку тоа некако веќе свесно се случува токму на најпопуларната спортска гранка фудбалот и таа има и некоја подлабинска генеза, неколку пати ни се има нас случајно во државата, на тие младински надпревари во фудбал да има тепа физичко пресметки насилство. меѓу родители, пресметки со насилство, деца, гледаме. Физичко насилство помеѓу родители, можеби поради тоа што се навредуваат, нели, кога децата играат на теренот и доаѓа им врие крвта на самите родители и ги поттикнува одредени одлуки кои се на теренот кај што играат нивните деца и да тие помеѓу себе се пресметуваат. Неколку настани се случија, немаше сериозни реакции од институциите, освен осуди како што тоа секогаш го правиме, до степен, гледате, да поединец, ние овде не говориме за организирани навивачки групи, туку говориме за родител-воспитувач, кој доаѓа на терен и поради судиска одлука, нели, сепак треба да има некој мотив кој ќе ве мотивира да вие манифестирате одредено поведение на спортски настан, поради одредено судиска одлука, доаѓа во ситуација да физички да се пресметува со детенце, кое две дечиња завршуваат, нели, во болница, се хоспитализирани. Предпоставам дека тој поединец не бил самиот свесен што прави во моментот. Добро е што во однос на овој случај има брза реакција на органите на прогонот, на МВР, и тој е приведен. Со тоа што јас сакам да направам една децидна разлика, оти овде имаме ни акт на насилство. И тоа треба да се третира согласно кривичниот законник. Овој поединец, каде што ако настанува од членот 386, ако настанале сериозни телесни повреди, до 10 години затвор. Ако не, до 4. И тука треба да покаже државата, институциите сериозност. Тоа е за мене најпревентивен момент, иако ние овде говориме за репресија, нешто веќе се случи. Зборувате за превенција. Има санкции од следниот тип. Ги прочитавме во текот на емисијата, сега не знаеме колку видовте, бидејќи можеби бевте на пат. Да, едниот од фудбалерите е суспендиран доживотно. Двајца се на повеќе месеци суспендирани. Еден фудбалер е суспендиран поради претерана самозаштита на 3 надпревари е суспендиран. Се води постапка против сениорот, возрастниот, полнолетниот, родителот кој што ги нападнал малолетниците. Велиме лоша организација на еден надпревар. Во светски рамки нема универзална пракса за задолжително присуство на полиција на младинските спортски надпревари. Зависи од земјата, од природата и од ризикот на самиот настан. Што треба да има на младинските надпревари? Хермелини, ЕБР, посебни единици за брза реакција, армијата на Ксеркс. Што треба да има на еден младински надпревар за да се спречи насилство? Зошто доаѓаат таму тие луѓе? Ако се тоа што го кажете го ставите по страна, одговорот е многу едноставен. Треба да има соодветна спортска инфраструктура која е обврска на секоја влада. Да гради соодветна спортска инфраструктура. Прочем на видејата ја видовте инфраструктурата. Каква е на Добре, нема каква е социолошката и психолошката инфраструктура на луѓето кои што го прават тоа. Вака, значи кога организирате надпревар во било кој спорт, она што вие рековте, нема некоја дециден акт кој кажува како треба да се организира еден надпревар. Тоа го прават посебно, односно засебно секоја спортска федерација за кој спорт се однесува. Зависност од приликите, да. Така, меѓутоа, ако сте сериозна спортска организација, мора да ги предвидувате ризиците. Тоа ви го налага законот за насилство и недолично однесување на спортски надпревари. Да ги предвидувате ризиците за одреден спортски настан и тогаш се активира МВР, односно мора да го активирате како организатор МВР, кој е единствен и легитимен орган за безбедноста на граѓаните, и да активирате редарска служба, кои ќе бидат задолжени
За жал. Тоа се прави проценка на ризикот на надпревара. Никаде на светот нема полиција на надпреварите на младинците, има полиција на оние сериозни надпревари, дерби, средни и така натаму. Да ви кажам многу едноставно и просто. Ако идете на младински надпревар во Холандија или во Белгија, еве во лулката на Европска унија, ако се холандјани и белгици, нормално ќе нема. Меѓутоа ако се замеша некој балканец да има свој интерес на теренот, ќе морат и со хермелинците да дојдете. За жал и у тие младински, тој развоен, што го викаме ние, младински или развоен спорт. Добро, како беше Холандија и Англија, рековте? Холандија и Белгија. Добро, Холандија и Англија. Ајде, добро, полицијата се грижи за јавен ред надвор од стадионот, а клубовите поставуваат собствени безбедносни тимови и редари внатре. Тоа е за сениорскиот спорт. Тоа е за професионално. Без разлика, сакам да го земам како пример. Полицајците влегуваат само при големи инциденти. Можеби ако веќе кај нас имале вакви случаи, можеби треба да се превземат и мерки поинакви. Знаете зошто е конкретно мерка во што се спомнавте во Англија? Во Англија навивачите, нема навивачки групи, навивачите сами. Па и ви родителот дошол како навивач. Не ја сакаат. Државата ги испочитувала односот на навивачките групи, на навивачите, кои не сакаат да имат никаков однос со полицијата. Меѓутоа, знаете, на еден надпревар на Вембли има 6000 стујарти кои обезбедуваат и оние што таму не смеат да станат од столчето бидејќи веднаш ќе бидат отстранети. Ние не мора подалеку. Ние треба да земеме U18, U16, U21 кога организира УЕФА некое надпреварување, чисто да видите каква е инфраструктурата, каква е организацијата и со тоа би требало да се споредуваме. Не можеме се споредуваме со прашањето беше во контекст на тоа, велите, треба да се процени ризик, тогаш можеби и клубовите треба да проценат ризик. Организаторот е клубот. Значи, тоа е прашањето. Спортскиот клуб согласно законот е организаторот и федерацијата. Значи клубот. И нормално согласно законот за насилство и недолично однесување на спортски надпревари треба да биде санкциониран клубот. Толку. Клубот. Ќе се вратиме пак, професор, ке кај вас со родителите. Што и да направи клубот, какви правила да постави, сепак родителите се таму. Сега, многу се гласни на социјалните медиуми, особено деновиве, тоа не беа само повреди, така се убива жилбата за спорт. Спортот треба мора да биде колевка на почит, култура и демонстрација на здрави навики, апсолутно сите се со тоа се согласуваме. Вака им се убива жилбата на младите да се занимаваат со спорт. Родителите, тренерите, колку се клучни во учењето на децата да ги контролираат емоциите на терен? Родителите и тренерите се темел за воспитување на една индивидуа, на еден спортист, правилно да се насочи. Се ова ние сега што го зборевме пред малку се репресивни мерки и тука ќе се поведе, си има законска основа и секој ќе си ги сноси последиците. Меѓутоа, она што е поразително за сите нас, веќе 21 век, каде што треба сите да имаат едни нови општествени вредности, едни нови современи, како што еве што кажувате овдека, социјални мрежи, дигитализација. Баш напротив, сето тоа треба да биде на едно повисоко ниво и да биде и постабилно, посигурно, но не сме никогаш да сите бегаме од овој концепт, а тоа дека семејството е основа за воспитување на децата. Значи, тоа е најголемиот проблем. Сите други агенции на социализација, дали се тренерите, дали општеството, дали е културата и професорите, тие се како асистенти на она што го создава семејството како темел на една индивидуа. Значи, тука децата се учат во однос на нивните емоции, во однос на нивното однесување, како да се справат, како да комуницираат со своите врсници, со возрастните. Ако го гледа детето дома, таткото, како се однесува и во однос на различни надпревари се однесува агресивно, и тоа ќе се однесува агресивно. Значи, тоа е теоријата на социјално учење. Знаете, во науката има повеќе видови на теорија во кои што се вели дека можеби е вроден механизам, а можеби е незадоволување на некоја потреба и се појавува фрустрација. Тука најверојатно се појавува фрустрација за тоа што не им се допаѓа резултатот како завршил, или нечесно судење, значи тој сега си развива во главата дека има некои такви проблеми спортски кои што кај него директна фрустрација прави на незадоволување на неговата потреба и тој кај него најчесто, дали кај родителот, дали кај таа толпа и така натаму, поради незадоволување на мотивот се појавува емоција гнев. Како ќе се канализира гневот, тоа е негово однесување. Значи, веќе овдека зборуваме за карактерни црти, за инструментална агресија.
Затоа што вдека не е само едно насочување, тука веќе се зборува за личност која што навистина има проблематично однесување и затоа тоа е така направено. Сега, ако децата се воспитуваат на еден поинаков начин, каде што се поставуваат цели, каде што детето треба да одговори на таа цел, каде што детето ќе се сочува со себе, со својот личен развој, ќе се надградува, а не да се споредува со други клубови или со други деца. Кај нас, за жал, све е обратно поставено. Извинете, ќе ве прекинам, може тука и професорот ќе сака да се вклучи. Може би, ако рековте дека тренерите се оние кои што поставуваат основата, и семејството прво. Да, семејството па и тренерите, да, потоа детето кога ќе се донесе да тренира одреден спорт, може би треба да ги постават границите со родителите, дека амбициите на родителот не се канализираат преку детето, така што и тука веќе кога ќе се постават границите, родителот нема да се смета дека е поважен од тренерот, па да смета дека треба да влезе и да на надпреварот да каже како да си игра. Најголем проблем има можностите на децата и амбициите на родителите. Тука е најголемиот проблем. Родителот уште од најмала возраст го спрема на 9 години тој да игра во Реал Мадрид. Да. И тоа е неговата амбиција. А колку тоа не е возможно? Родителот треба да ги знае одредените фази во развојот на личноста на спортистот. Значи тоа дете треба наполни 10. И да не ги знае, сакам да кажам професоре, треба ли некој да му ја стави границата уште на почеток? Границата на лимитите на одредено дете во тој развоен спорт треба да му ја дозира и става тренерот. Сакам да кажам, тренерот и на родителот треба да стави. Спортскиот едукатор, кој што во секој случај тој е рол модел и идол на самото дете. Но и да се доврзам оно што кажува професорката, кога родителите на овие простори сакаат да играат значајна улога при градење на спортска кариера на свое дете и при тоа сопствените желби, сопствените интереси, сопствените потреби сакаат да ги реализираат преку сопственото дете. Не водејќи грижа при тоа дека со тоа на детето му стават еден сериозен терет, но за цело време го форсираат детето да мора да прикаже резултати, да мора да биде најдобар. И тоа пак ќе се навратам и ќе бидам децен. Тоа се случува во фудбалот. Втората најпопуларна работа на свет, односно првата најплатена професија денес на свет. Неверојатно е, професорке, како од публика се слуша, ајде Меси, тоа не е името на твоето дете. Па се и најчесто го дури, слушаме еве, вие ги споминувате социјалните медиуми, еве, ние имаме можност да го пратиме тоа. Ја пратам одредени родители кои лично ги знам на социјалните медиуми, каде што однапред лиферуваат информација дека моето дете ќе се продаде у Италија, у Франција, у некое ФК, не знам, трето разредно, трета лига, што е тоа? Преудицирате. Мислам, окей, да имате желба, окей да го продадете у Италија. Окей, не ходи да работи у Италија, може нема да биде фудбалер. Која ви е гаранција вие дека вашето дете може да биде професионален фудбалер и ќе оди во Италија? Однапред што родителите го бараат од собственото дете преку нив, им се рефлектира во поведението и наставот на самото дете. И тука имаме сериозен проблем. Имаме проблем кој што на крајот на денот мислам дека се сведува се пак на тие трансфер политики кои ги имате во фудбалот. За жал. Сега, говорам, ако сте сериозен систем, општествен систем, ова што го кажуваше професорката, во Србија, еве, конкретно има направено едно сериозно истражување на 3000 испитаници, родители, каде што доаѓале до степен да еден родител се откажал од собственото дете, поради тоа што не испорача резултати кои тој ги посакува. Тоа е едно, и се сеќава професорката, ние како факултет, бидејќи ние сме од таа општествена катедра, секоја сме маргинализирани. Тешко вас. Сме маргинализирани. Ние бевме во Словенија на скијачки скокови, светски куп, како премиерот и државата има донесено дечиња во публиката, сите облечени во зелено, се со цел да навиваат и да градат спортска култура, да навиваат, не да тепаат, не да навредуваат, не да омаловажуваат, туку да градат спортска култура, и тоа не остави, се сеќаваш, професорка, како не остави многу добар впечаток, како Словенија тоа го прави. Да, тоа е уствари, тоа е всушност создавањето на спортска култура е создавање на припадност. Затоа кажав, да. Прво во семејството припадност, потоа припадност во клубот, припадност на државата. Ние тука треба да работиме. Ние бидејќи, како што кажа професорот, ние сме професори и го поддржуваме во едукативниот дел, ова насилството секако дека го осудуваме
и тоа не сме да помине туку така, не само ова насилство, туку и секое следно. Ние сме насочени кон воспитно-образовната дејност. Ние сме превенција. И тука сакаме да дадеме допринос преку различни проекти, нели, едукативни содржини во цел тој воспитно-образовен процес, да се научат младите како да се однесуваат и како да се справуваат со сите овие ситуации и оние високи цели кои што ги поставуваат нивните родители, а можеби и тие самите. Тука треба да се направи чекор понапред. Благодариме за учеството. Благодариме. Помните, професоре, имавте уште Да, вака, според мотив. последниот случај, рол модел е, пластично кажано е, да се тепате на надпреварот, да дојдете да ги натепате сите и вие ќе постигнете резултатот. Не мора ништо ни да вежбате. Добро, има ММА кафези, може да се пробава Да, таму. да, има и така друго остава место за сега. спортување, добро. Лесно е да нападнеш дете, нели? Да, да. Благодариме што Благодариме. пробавте со нас. Благодарам и на поканата.